Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Лесно е да се живее, носејќи ги нештата кои не трујат и не полнат со негативност. Нешта како гордоста, алчноста, љубомората, зависта, горчината, навредата, самосожалувањето, тагата, разочарувањето и така натаму. Понекогаш не сме свесни дека сето тоа ни ја загадува, ни ја контаминира нашата внатрешност, нашата психа. Се додека таа загаденост е присутна, дотогаш таа ќе ги блокира нашите благослови. Небесниот татко веќе има подготвено се она што ни е потребно. Да не благослови, да ја покаже неговата милост кон нас, неговата љубов. Но, за да се случи тоа, ние треба да сме усогласени со него. Божјиот збор гласи: благословени се оние со чисто срце. Тие ќе го видат Бога. Оваа вистина ни укажува дека доколку постои загаденост и нечистотија во нашето срце, тогаш ние нема да го примиме најдоброто од Бога. Треба да се запрашаме: дали има нешто што го правам и тоа ме стопира да напредувам? Дали ја задржувам горчината и со тоа таа ми ја блокира радоста? Дали можеби се задржувам на сомнежот, убедена дека мојот сон нема да се оствари? Или пак дека ја блокира мојата верба? Или се дружам со погрешни луѓе кои ми ги загадуваат одлуките и со тоа ја блокираат мојата судбина? Драги мои, започнува Елиезер. Мора да се ослободиме од се она што не го блокира благословот. Не дека небесниот татко ја задржува својата добрина, туку дека тие нечистоти не спречуваат да ја видиме неговата добрина. Може би сме доживеале разочарување, некоја врата се затворила, пријателот не напуштил и со тоа сме подложни да живееме огорчени и со мислењето дека животот не е фер. Да не дозволиме таа горчина да ги блокира новите работи што небесниот татко ги има подготвено за нас. Ако го сврлиме тој отров од нас, тој ќе ни надомести за се. Или, може би сме направиле многу грешки. Може би сме поверувале во лагата дека сме недоволни, недостојни, безвредни, дека е доцна за нас, дека ништо добро нема во нашата иднина.
Таа вина го блокира благословот. Но штом побараме прошка, се покаеме, тој ќе ни прости и после тоа не помни што сме сгрешиле. А штом е така, тогаш зошто постојано се навраќаме на истото па истото? Зошто се фокусираме на нашите падови и неуспеси, кога тој го избриша сето тоа? Да пробаме друг пристап и да направиме мисловно прочистување. Штом срцето ни е чисто, ќе ја доживееме Божјата благонаклоност, Неговото исцелување, Неговото обновување во нас. Ова не е нешто што треба да го правиме еднаш годишно, туку секојдневно. Треба да се испразниме од непростувањето, сомнежот, гневот. Ако ова не премине во навика, тогаш сме во позиција да ги примиме Божите благослови. Таков пример во Божиот збор е кога израелците требаше да ја преминат реката Јордан. Имено во Исус Навин 3 глава пишува: Тогаш Исус стана рано утредента и тргна од Ситим и дојде до Јордан, тој и сите синови Израелеви, и застанаа таму пред да го минат. По 3 дена тргна управителите низ логорот и им заповеда на луѓето велејќи: Кога ќе го видите ковчегот на заветот Господов, вашиот Бог и свештениците наши, левитите, да го носат, тргнете и вие од местото ваше и одете по нив. Но растојанието меѓу вас и нив да биде околу 2000 лакти, не се доближувајте до него, за да го знаете патот, по кој ќе одите. Зашто вие не сте оделе по тој пат ни вчера, ни завчера. И му рече Исус на народот: Исчистете се утре рано, бидејќи Господ ќе изврши меѓу вас чудеса. Овој стих означува дека чистењето, посветувањето и усогласувањето на животот го поставуваат да биде сведок на Божите чуда, пробиви. Дефиницијата на прочистување вклучува посветување или издвојување на себе си за да се биде свет. Ова вклучува чистење на нередот, отстранување на блокаторите на благословите и усогласување со божествениот ред пред излевање. Прочистувањето безбедува подготвеност за Божите чуда или големи работи во блиска иднина. Како активни чекори се покајанието и исповедувањето, одвраќање од грешните постапки и мисли, покорување на Божјата волја и префрлање на фокусот на божествената цел, наместо на секојдневните одвлекување на вниманието. Овој повик се толкува како безвременски подсетник дека внатрешната подготовка му претходи на надворешниот благослов. Принципот е исти денес. Ако сакаме да доживееме чуда, да бидеме сведоци на чуда во нашиот живот, ќе треба да се исчистиме. А тоа ги вклучува сите умствени блокади, лоши, токсични мисли, стари и погрешни образци на размислување. Не можеме да го видиме нашиот одраз во загадена и заматена вода. Како би се трансформирале ако ги применуваме погрешните световни образци? Треба да се трансформираме преку обновувањето на нашиот ум, како што стои во Божјиот збор. Сигурно дека ќе треба да го прилагодиме времето, со кого го поминуваме, што правиме, што восприемаме, што гледаме, зашто зборуваме, какви зборови користиме, каков животен стил имаме. Прочистувањето, нашето чистење, никој не може да го стори место нас. Тоа е наша задача. Да, можеме да побараме помош, совет, но акцијата сама по себе е оставена на нас. Мора да избереме, мора да го поминеме процесот на прочистување. Како би дошле нови луѓе во нашиот живот доколку просторот ни го зафаќаат луѓе кои веќе не се во согласност со нашата патека? Како би имале нови идеи доколку размислуваме исто, разговараме за исто? Не можеме да седиме на два стола,
Не можеме да го имаме во исто време и старото и новото. Животот е движење. Се менуваме. Се менуваат и другите околу нас. Се менуваат околностите, случувањата. Целите и плановите не се исти. Да се воздржеме од искушението да се вратиме на старите образци на однесување, на искушението да водиме туѓи борби, да бидеме на места кои не се веќе дел од новиот план, навики кои деструктивно ни влијаат во формувањето на нашата нова слика, да се воздржеме од искушението да попуштиме и да правиме компромис кој ќе придонесе за наше уназадување. Зарем ќе оставиме нашата судбина да биде во туѓи раце? Или пак, не би можеле да очекуваме од некого дека ќе биде покрај нас 24/7 и да не дисциплинира, да не насочува, да не поддржува, да не контролира. Ние избираме да го направиме и одржуваме нашиот храм чист, нашето тело, нашиот ум чисти. Благословот и нашиот пробив е веќе маркиран на календарот на Небесниот Татко. Како што им рече на израелците да се ичистат денес, за утре да го доживеат пробивот, така истото важи и за нас. Ветената земја веќе не очекува. До нас е дали ќе стигнеме побрзо или не. Еве да речеме доколку нашиот пробив е закажан за 2 дена. Дали сме подготвени? Што е она што секој од нас треба да го стори? Што треба да исфрли од себе како темнина и негативност? Кому треба да прости? Можеби себе си? Што стои во нашето срце? Имаме ли време да се соочиме сами со себе? Дали сме подготвени да се соочиме со сопствените сенки? Лесно е прстот да се вперува во другите, но што со нас? Што го загадува нашиот ум? Посветуваме ли време денес само за нас, правејќи ретроспектива до каде сме, што сме направиле, што ни се случува, или намерно го избегнуваме тој момент на соочување во сопственото гледало? И нашето тело секојдневно тоа го прави. Внесува храна, вода, течности, ги користи нутритивните вредности од храната, а останато да го исфрла. Што би се случило доколку токсините и отпадот не се исфрлаат секојдневно? Истото се однесува и за нашиот ум. Доколку не се исфрлаат токсичните мисли, умот нема да функционира со својот полн потенцијал. Не би доаѓале нови идеи, креативност и би настанала летаргичност, фрустрација, анксиозност, мрзеливост и слично. Што би било ако се задржуваме на она што некој ни го сторил, на она што ние сме го сториле? Би ги повторувале истите па истите разговори, сценарија во умот и би ги проживувале истите случаи. И на тој начин, како би имале простор за нешто ново и убаво? Енергијата веќе сме ја потрошиле на нешто што не ни носи придобивки. Потребна е свесна одлука од наша страна. Да, ќе треба секојдневно да бидеме одлучни дека нема да престојуваме на тие лоши мигови во нашиот ум, се додека не исчезнат, а на нивно место да градиме нови и позитивни мигови. Дали сме подготвени да живееме според повисоки стандарди? Дали сме подготвени за нови и убави мигови во нашиот живот, за нови благослови? Драги мои, ве оставам да размислите и да запишете во која област треба да се менувате. Што е она што треба да го исфрлите од вашиот живот, од вашиот ум? И сепак, после дождот, сонцето изгрева, нели? Очекувајте го вашето сонце на благослови. Ве поздравувам.
Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓиевска-Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер,